Почитувани присутни, почитувани медиуми, чест ми е да го најавам годинешното одржување на Интернационалниот музички детски фестивал Калинка 2024 година. Минатата година го возобновивме овој фестивал кој е бренд на градот Гевгелија и се обврзавме дека традицијата ќе продолжи. Како градоначалник на општина Гевгелија ќе дадам целосна подршка на сите активности за организација на овој прекрасен настан. Следната недела овде во Народниот театар во Гевгелија ќе бидеме исполнети со магијата на фестивалот и со детските насмевки. Мило ми е што и оваа година сме повторно заедно тука во чест на Калинка 2024 година. Значи, јас во многу прилики повторувам и некој може ќе најде за сходно, некој не. И сакам и во оваа прилика да повторам дека без поддршката на општина Гевгелија заедно со градоначалникот, фестивалот не може да го донесеме на тоа ниво на кое што сакаме да биде, како ние организаторите, така поддржувачите, општината, а е пред се нашите жители. Значи, интересот за Калинка од ден на ден се повеќе расте, заедно го растеме и ние фестивалот. Еве годинава земаат учество и некои естрадни лица од Македонија. И накратко сакам да ја најавам програмата, потоа подоцна ќе зборуваме малку и за песните кои што се синоним за тоа што се случува во Гевгелија. Значи, почнуваме на 27 мај, тој е понеделник, со детските приредби, заклучно со 30 мај. На 31 мај ни е првата главна вечер, отварање на фестивалот. Во сабота е втората, на 1 јуни, гостин, како специјален гостин го најавувам, градоначалникот ќе ни го отвори фестивалот, се надевам, ќе ни направи чест како и минатата година, ќе ни го отвори фестивалот и како специјален гостин го најавувам Сладкаристика, со 2 прекрасни песни, одберени, тие се инсистирав да бидат песни поврзани со деца. Значи, едната е Што сакам да бидам, а другата е Да биде добро, тоа е се поврзано со деца. И во недела е завршната вечер, 2 јуни, повторно гала вечер, повторно прекрасни песни. Во сабота, да не заборавам да го најавам традиционалното дефиле, како минатата година, ако се сеќавате, со жонглери, со кловнови, со музика. Значи, стартуваме тука од Народниот театар, одиме до Градската библиотека, тие се нашите брендови, синоним за култура. Остануваме го во центарот и се враќаме за да продолжиме со главниот настан. 1 јуни, снимање македонска телевизија и отварање на фестивалот од страна на градоначалникот. Со оглед на тоа што танцово студио, што Калинка има прилично набиен распоред и програма со изведби кои што ќе се случуваат во текот на целата година, се наметна и потребата да имаме и кореографии на сите песни. Значи, кореографиите, целта е да се оплемени настапот на дечињата. Имаме прекрасни 25 композиции. Се обидовме со танцовото студио, кој што брои околу 20 членови, поделени во 3 групи, се обидовме да направиме кореографија на сите кај што успеавме да најдеме инспирација, кај што имаме повеќе ритам и се надевам дека во тоа успеавме.